Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Кон што се усмерени твоите и моите размислувања? Апостол Павле вели: зашто ние не мислиме на онаа што е видливо, туку на онаа што е невидливо. Зашто видливите нешта се поминливи, а невидливите се вечни. Ова е запишано во второто писмо до Коринтјаните, 4 глава, 80 стих. Има многу луѓе кои се оградуваат од верата, сметајќи дека таа не е за нив. Тие имаат мислење дека се материјалистички настроени и ги вреднуваат само оние нешта што им се опипливи и дофатливи за нивните раце и нивните сетила. Таквите, односно не сите, немаат бунтовнички дух против оние кои веруваат во Бог, бидејќи сметаат дека тоа е нивно право на определба. И секој, како се определил, таков нека си биде и остане. Се сеќавам пред неколку години на еден таков му сведочев и тој не се противеше на моето верување, туку го сметаше како нешто добро, ако ме прави мене среќен и задоволен. Но кога го прашав дали тој би можел да поверува во Бог, доколку го направи повеќе среќен и задоволен, тој смирено рече дека тоа не е за него, бидејќи неговите мисли се сврзани само кон она што го гледа. Тој тврдеше дека не може никогаш да верува во нешто што не го гледа. Значи, ние се соочуваме со секакви луѓе во нашето секојдневие и општество. Понекогаш може би треба да ги разбереме луѓето кога на ваков начин размислуваат. Зошто? Затоа што образованието и многуте книги околу нас и покрај нас го сведуваат човекот да размислува само за она што му е пред очите. Секако, дека тоа нема да ги оправда пред Бог, само затоа што на ваков начин се определиле во животот или зграбчиле некоја еволуционистичка книга во своите раце, им станала нивна Библија. Човекот ќе даде сметка за сите своји постапки, па и за своето неверување. Заблудата не е оправдание кај луѓето, бидејќи Бог сепак доволно се откри себе си за да го сменат своето размислување од материјалното кон духовното. Апостол Павле за таквите вели дека Бог сега редум на сите луѓе им заповеда да се покајат насекаде, не гледајќи ги времињата на нивното незнаење. Бог смета дека неговата општа објава преку созданијата и специфичното преку личноста на Господ Исус Христос и напишаниот збор се доволни да му го свртат вниманието на човекот кој западнал во материјалистичкиот свет на размислување. А на некои други типови да им зборува за духовни нешта или поточно за Библијата, тоа го сметаат за навреда, бидејќи им го навредуваш нивниот интелект, разум. Но како и да е, луѓето се во заблуда, очигледно се во заблуда. Само Бог може да ја отстрани заблудата преку Светиот Дух, ако човекот ги слуша Божите зборови. Зашто верата во невидливото доаѓа од слушање на Божите зборови. Ако и ти имаш такво гледиште за животот, Исус денес те повикува да обрнеш внимание на неговите зборови. Зашто во историјата имало такви луѓе кои тврделе дека со појавата на нивната филозофија, идеологија, ќе ги урнат сите верување во Бог и во задгробниот живот. Но истите на крајот од животот рекле: изгубени сме. Бог ќе ни суди. Апостол Павле за верните вели вака: зашто живееме преку вера, а не со гледање. Кога човекот ќе запознае вистината или поточно Бог, ќе свати дека освен материјален свет постои духовен. Постои Бог, постои живот по овој живот. Материјалниот свет е произлезен од Бог, создателот на истиот. Многу е едноставно да веруваш во Бог, зашто се е логично и разумно. Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине,
туку да има живот вечен. Нека му е слава на нашиот Бог, на Исус Христос и на Светиот Дух. Амин.